Тужба против Македонија до Судот за човекови права во Страсбур и жалби до сите меѓународни институции најави иницијативата О2 за чист воздух поради алармантната загаденост во државата. 14 граѓански здруженија бараат да се зголеми буџетот за животна средина од 0,45 на 2,5%, каков што е EU просекот, и да има повеќе пари за конкретни мерки за намалување на аерозагадувањето. Не исклучуваат и радикални протести, доколку не наидат на разбирање на попладневната средба со премиерот Заев. Значи, ако не се исполнети барањата, ќе одат и во форма на тужба, и во форма на жалби, затоа што до комитетите, и во форма на повикување на специјалните известувачи, кои по специјалност се правници, значи меѓународно право и специјалност човекови права и животна средина. Значи, ќе ги повикаме да напишат своји известувања за кршењето на човековите права и правата на детето во Македонија за сите овие инстанции. Сметам дека проблемот со загадувањето веќе во целата држава, а не само на тие 16 точки кои ги напомена мојата колешка, станува веќе нешто кое можеме да го наречеме елементарна непогода. Заев денеска изјави дека откако ќе ги слушнат барањата и проектите на граѓанската иницијатива, ќе одлучат. Ние стоиме на располагање за се што постои можност да зголемиме финансиски средства за негова реализација, но мора да постојат проекти, мора да постојат конкретни чекори за реализација на буџетски проектирани средства. Јас сум подготвен да правам и ребаланс на буџет во секој момент за прашања важни за граѓаните, екологијата и здравата животна средина и како се важни за граѓаните. Без разлика на исходот од средбата со премиерот, Сдруженијето на граѓани Спас за нас од Гевгелија поради сомневања за фалсификувани концесии за рудниците за минерални суровини, меѓу кои Казандол и Ловица, најавија кривична постапка до јавното обвинителство против повеќе лица. За период од 2 до 3 дена до јавното обвинителство на Република Македонија покренуваме кривична постапка, значи имаме основа на сомневање за сторени кривични дела и тоа во НИС. На огромен број државни функционери од претходната власт, на огромен број службеници, порачатели и изготвители на студии. Во меѓувреме, кога загадувањето во главниот град достигнува и до 10 пати над дозволеното, дел од градоначалниците се фала дека превземаат мерки. Во среда ќе го имате целокупниот систем неколку пати што го најавив, ќе ви биде презентиран. Не е наша цел да ги казнуваме лицата кои што палат диви огнови затоа што ти ги палат за да се затоплат затоа што немаат дом. Нашата цел е сосема една поинаква. Пак велам, дозволете да го доразвиеме. Тие веќе работат во 2 смени со телефонски број за пријави загадувач. Веќе во текот на оваа недела ќе имаме соработка и со општина Газибаба и со општина Кисела вода, затоа што како што знаете, нели воздухот не познава граници. Веќе имаат интервенирано 5-60 повици имаме на тој телефонски број каде што се спречени подпалувачи на депонии и слично. Но и покрај контролите и пријавување на загадувачи, камерата на Сител на само неколку метри од настанот на кој присуствуваше градоначалникот на аеродром, регистрираше палење на шут на отворено од несовесни граѓани, што исто така го зголемува загадувањето.